е училница, предмет природни науки, наставна содржина, можам да мирисам за прво оделение. Од самото раѓање детето го запознава светот околу себе. Така продолжува и низ текот на целиот живот. Светот околу нас го запознаваме така што гледаме, слушаме, мирисаме, вкусуваме и секако допираме. Се тоа го правиме со помош на нашите сетила. Дали знаете дека човекот има 5 сетила? А што се тоа сетило? Драги ученици, со што гледаме? Гледаме преку сетилото за вид. Тоа се нашите 2 очи. Како слушаме? Слушаме преку сетилото за слух. Тоа се 2 наши уши. Како чувствуваме? Мирис. Мирисот го чувствуваме преку нашиот нос или сетилото за мирис. Како чувствуваме вкус? Вкусот го чувствуваме преку нашиот јазик или сетилото за вкус. И со што допираме? Допираме и чувствуваме преку нашата кожа, односно сетилото за допир. Можам да мирисам. Мирисот е едно од нашите 5 сетила. Насекаде околу нас има различни мириси. Некои се пријатни, некои помалку пријатни. Со што ние мирисаме? Мирисот го чувствуваме преку нашиот нос. Мирисот е невидлив, па затоа кога и да почувствуваме нешто, нашиот нос и мозок работат заедно за да ги препознаат стотици многу мали невидливи честички кои лебдат низ воздухот. На врвот на носот се наоѓаат 2 мали дупчиња преку кои поминува мирис и секако воздухот кој го дишиме. Благодарејќи на нашиот нос ние можеме да почувствуваме што мириса пријатно или добро, а што мириса непријатно или лошо. Пријатен или добар мирис е мирисот на цвеќето, мирисот на тортата, мирисот на некое вкусно јадење, а додека оние помалку пријатните или лошите мириси, како што се мирисот на ѓубре, мирисот на носени патики или носени чорапи, мирисот на огин, чад, изгорени работи и така натаму. Мирисот може да биде добар и лош. Исто така мирисот може да биде пријатен и непријатен. Мирисот може да биде лесен, слаб мирис, а може да биде многу силен или тежок мирис. Исто така некои мириси може да направат да се чувствуваме сплашени, а други среќни, како што се мирисите на чад или цвеќињата. Дали имате убави спомени од некое место или храна што ги паметите преку мирисот? Потсетете се. Сетилото за мирис ни помага да вкусиме храна. Кога сме настинати и носот ни се блокира, не можеме да мирисаме, па затоа и храната има слаб вкус. Сетилото за мирис е многу важно скоро за сите животни, бидејќи им помага да најдат храна, да ги препознаат членовите на семејството и да избегнат опасност. Инсектите мирисаат со помош на нивните антени, а не со ноздри. Например, ноздрите на рибите и кулите им дозволуваат да чувствуваат мирис под вода, иако дишат во вода преку уста и жабри. Некои животни, како делфините и китовите, го изгубиле сетилото за мирис, бидејќи со милиони години наназад нивните ноздри се преселиле на врвот на главата и се развиле во мали дупчиња отвори. Сетилото за мирис кај повеќето животни е многу помокно отколку кај човекот. Афричкиот слон, дали знаете дека има најдобро сетило за мирис? Покрај тоа што има и најдолг нос, тој важи за животно кое најдобро чувствува мирис на далечина. Но знаете ли кое животно држи рекорд за мирис на најдолга дистанца? Нема ни да поверувате. Тоа е молецот. Тој е рекордер кој може да почувствува мирис
на женката дури во радиус од 10 километри далече. Ајде сега да им се заблагодариме на нашите нос и јазик за убавите пријатните мириси што ги чувствуваме. Исто така да им се заблагодариме што не штитат од лоши, непријатни и опасни хемикалии кои можат да доведат и до труење на организмот. Сега имам подготвено една игра за вас која вели: на пријатен добар мирис вдиши, на непријатен лош мирис затне си го носот. Заземи добра положба, вдиши еднаш длабоко на нос, издиши на уста. И да почнеме. Се надевам дека оваа кратка, но сладка игра ја изигра заедно со мене. Сега имаш задача, драг мој ученику, да нацрташ 5 работи кои имаат пријатен или добар мирис и 5 работи кои имаат непријатен лош мирис. Знам дека задачата ќе ја завршиш најдобро што можеш. Уживај во убавите мириси на твојата омилена храна. Се гледаме во друга прилика. Довидување!